Традиционално како и секоја година, и годинава денес во Штип беа промовирани доктори на науки во рамките на 23-тото издание на Митровденски средби. Од различни области 7 доктори на науки кои докторирале во тековната година беа презентирани пред присутните во Штипската библиотека Гоце Делчев. Денешниот ден е од големо значење за нас како доктори на науки, бидејќи на некој начин представува и признание на трудот кој што сме го вложиле во последните 4 години. Инаку јас докторирав од областа на економските науки, конкретно финансиите, и темата на мојот докторски труд се однесува на влијанието на институционалните инвеститори врз пазарот на капитал и економскиот раст, като што анализирав како тие влијаат во група на развиени земји и на земји во развој. Ова е само еден почеток во мојата кариера и од тука продолжувам да се развивам во академијата со поголеми истражувања и поголеми достигнувања. Денешниот ден е од посебно значење за нас како нови доктори на науки, за нашата презентација и секако за ова големо признание од страна на општина Штип и секако на организаторот, односно библиотеката Гоце Делчев. Мојата докторска дисертација е на тема орални промени кај пациенти на хроничен хемодиализен програм, кое што е изработено на едно научно ниво и има посебен допринос ки даде во однос на лекувањето понатамошно и едукацијата на пациентите кои што се подложни на хронична хемодиализа. Докторската дисертација е насловена како постконфликтниот уставен инженеринг и улогата на меѓународниот фактор при креирањето на така наречените октрирани устави, дилеми и проблеми. Исто таа е работена под менторство на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Темата можеме да ја класифицираме како старо нов феномен со оглед на фактот дека оваа проблематика е била присутна во минатото, меѓутоа денеска е многу почеста и многу поекспонирана во јавноста. Во самата дисертација поголемо внимание е посветено на студиите на случаи, за кои што искрено се надевам дека дадоа придонес и одговор на повеќе прашања и придонесоа да се даде појасна слика на феноменот на наметнатите устави, особено во оние држави кои што имаат постконфликтна позадина. Според веќе промовираните доктори на науки, ваквите митровденски средби се од особено значење, бидејќи од една страна прво им се оддава почит за оно што тие имаат успеано да го направат, а од друга страна се дава мотив за продолжување на работата. Инаку митровденски средби е настан кој што традиционално се одржува од 2002 година.